Но овој мост непосредно пред селото Луково кај Струга во 1997 година е снимен дел од светски познатиот филм Миротворец со Џорџ Клуни и Никол Кидман во главните улоги. Станува збор за една од највозбудливите хеликоптерски сцени каде акцијата достигнува врв токму овде. Но не сите се сеќаваат дека речиси пред 3 децении Струга и регионот беа центар на седмата уметност. Овде на овие простори престојуваше главниот актер во филмот, Џорџ Клуни, кој можам слободно речам, така речи, помина и незабележено од овде во јавноста, иако беше гостин во неколку кафулиња овде во Охрид, меѓутоа не му се даде таква важност како за еден актер од форматот, да речеме, Џорџ Клуни. Душан Шутиновски од велосипедскиот клуб Рупи Капра вели дека секое поминување низ овој мост кај него буди чувство како да бил дел од една филмска магија. Кулминација на акционата сцена беше кога камионот борбен падна, го фрлија преку мостот долу падна, секако макета, и исти ваков мост, макета имаше на 100 метра повака направено, и тој мост во филмот го руши. Овдека 2 месеци Џорџ Клуни се дружеше со локалното население, Луково, Нерези, 2 месеци се снимаше таа сцената за 10 минути што е во филмот. Овде практично живееше Џорџ Клуни и цела екипа. Бошко Мурџевски, жител на Луково и локален бизнисмен, вели дека многу од неговите соселани во тоа време биле ангажирани како статисти во филмот. Се сеќавам, патот не беше проводен од тука, врвеше низ Луково. Додека се снимаше, да, не се врвеше од тука. Од локалното население беа ангажирани како статисти. Многу луѓе работеа во тој период и така. Значи тој филм помогна за овој крај во тој период. А ова место било одбрано за снимање на филмот поради специфичноста на мостот кој е опкружен со прекрасна природа. Мислам дека беше условите финансиски за тие што го снимаа филмот и атракцијата на мостов што е еден од повисоките, за не можам да речам дека највисок, ама мислам дека тогаш во тоа време беше еден од највисоките мостови во Македонија. Жалот што се тоа ниту малку не е искористено за туристичка промоција на регионот, иако одовде поминуваат бројни странски туристи. Шутиновски вели дека може да помогнат многу затоа што целта на неговото здружение е промоција на еко и алтернативниот туризам во регионот околу Охридското езеро. Туроператорите што носат туристи, кога ќе спомниме за мостов и дека овдека е сцената, прво е неверување. Мисля дека е измислена приказна. Им ја раскажуваат приказката на туристите, кои сите туристи добро го познаваат филмот, како и ние сите. Ја мислам дека и повеќе од пола од Струга не знае дека овдека е снимена сцената на филмот. Навистина крајот ни е преубав за такви приказни, ама колку ќе успееме, не знам. Ако се направи секако за овие рурални средини, се би било од корис. Но никогаш не е доцна. Приказните како оваа може да му помогнат многу на овој крај. Минимално треба да се вложи овдака, доволно е само една табла да се постави на мостов, да се каже дека тука е снимен филмот, една слика од сцената со хеликоптерската сцена и мислам дека и со тоа ќе привлечеме повеќе туристи. Ние како да не знаеме да ги искористиме, би рекол, локациите што се снимени одредени филмови, да ги промовираме кај туристичките водичи. Симјановски се сеќава дека филмот предизвикал голем интерес во киносалите и оти во светски рамки тој заработил повеќе од $100 милиони. Дел од сцените во филмот, кој е американски политички акционен трилер, се снимени и во Битола. За Гласот на Америка од Струга, Мики Трајковски.